Употребата на дигиталните платежни услуги во земјава продолжува да расте и во првиот квартал од 2026 година, при што граѓаните се почесто ги користат мобилните телефони и електронските канали за плаќање на сметки и извршување финансиски транзакции. Според најновите податоци на Народната банка, вкупниот број на платежни трансакции на граѓаните зголеме за 10,3% во однос на истиот период минатата година, додека нивната вкупна вредност бележи раст од 14,6%. Најголемо зголемување е регистрирано кај електронските плаќања. Бројот на електронските иницирани платежни трансакции е повисок за 21,9%. Нивната вредност е зголемена за 23% во споредба со првиот квартал од 2025 година. Мобилните апликации продолжуваат да бидат најкористениот канал за дигитални плаќања. Дури 72,8% од сите електронски трансакции се реализирани преку мобилни уреди. Во оваа категорија е забележан годишен раст од 25,9%. Овие податоци потврдуваат дека мобилниот телефон се повеќе го заменува традиционалниот начин на плаќање и станува главна алатка за брзи и едноставни финансиски услуги. Позитивен тренд има и кај употребата на платежните картички. Во првите 3 месеци од годинава нивниот број е зголемен за 12,2%, додека вредноста на трансакциите пораснала за 14,5%. Најголем придонес за ваквиот раст имаат интернет плаќањата, кои бележат зголемување од дури 18,7%. Од Народната банка оценуваат дека ваквите трендови се резултати на новите дигитални платежни решенија што ги воведуваат банките. Се повеќе корисници имаат можност да плаќаат со мобилен телефон преку дигитализирани платежни картички, без потреба да користат физичка картичка. Во моментов дигитализираните картички учествуваат со 17,9% во вкупниот број издадени платежни картички во земјава. Статистиката покажува дека преку секоја дигитализирана картичка во просек се реализираат по 4 плаќања со мобилен телефон, што дополнително укажува на се поголемата доверба на граѓаните во современите електронски начини на плаќање. Српскиот претседател Александар Вучиќ соопшти дека имал телефонски разговор со македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова, при што е потврдена подготвеноста за натамошно унапредување на билатералната соработка и добрососедските односи меѓу двете земји. Во објава на социјалната мрежа Инстаграм, Вучиќ наведе дека со македонската претседателка размениле мислења за клучни регионални прашања, како и за можностите за продлабочување на соработката и дополнително поврзување во области од заеднички интерес. Содржинскиот разговор со Гордана Силјановска-Давкова потврди дека меѓу нашите земји постои подготвеност да продолжиме да ги развиваме блиските и пријателски односи. Разменивме мислења за важни регионални прашања по натамошно унапредување на соработката и можностите за уште посилно поврзување во областите од заеднички интерес, напиша Вучиќ. Тој додаде дека Србија останува посветена на зачувување на мирот и стабилноста во регионот, како и на заекнување на соработката со Македонија, оценувајќи дека тоа е во интерес на граѓаните на двете земји и на поширокиот регион. Според објавата, разговорот представува потврда на заедничката определба на Белград и Скопје за продлабочување на економската соработка, унапредување на инфраструктурното поврзување и заедничкото делување во насока на регионална стабилност. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека сака дополнително да ги зајакне односите со Кина. Најави продолжување на блиската соработка со кинескиот претседател Си Џинпинг, соопштија севернокорејските државни медиуми. Пораката на Ким е испратена по повод 105 годишнината од основањето на Комунистичката партија на Кина. Подготвен сум да работам заедно со другарот Си Џинпинг за да продолжиме да развиваме пријателски соработнички односи, кои се заедничко наследство на двата народа, да му дадеме сјај на социјализмот, изјави Ким. Во честитката, севернокорејскиот лидер ја нагласи улогата на Комунистичката партија во развојот на Кина, оценувајќи дека напредокот на земјата е резултат на незиното долгогодишно водство. Тој се осврна и на неодамнешниот самит со Си Џинпинг во Пјонгјанг, кој го оцени како историска можност за продлабочување на другарството и довербата меѓу двата народи. Кинескиот претседател Си Џинпинг ја посети Северна Кореја на 8 и 9 јуни, што беше негова прва државна посета по речиси 7 години. Апсолутната супериорност во односите меѓу двете земји е цврсто загарантирана од партиското раководство, порача Ким. Двете страни и понатаму најавуваат континуирано политичко и економско зближување во наредниот период.
Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека земјата моментално и енергично ќе одговори на секоја закана насочена против неговиот народ или раководство. Во објава на социјалната мрежа X пренесуваат медиумите. Изјавата на Аракчи доаѓа како реакција на коментари на израелскиот министер за одбрана Израел Кац, кој според наводител изјавил дека одредени високи функционери во Иран можат да бидат сметани за легитимна цел. Во својата објава Аракчи упати остри критики кон Соединетите Американски држави и Израел, наведувајќи дека Вашингтон има влијание врз израелските одлуки. Тој оцени дека Иран ќе возврати доколку, како што рече, не бидат послушани предупредувањата. Во меѓувреме сати Иран одржале технички разговори во Доха, потврдија избори запознаени со состанокот. Разговорите се фокусирале на обезбедување непречен проток на бродскиот сообраќај низ Ормускиот еснац и постигнување траен прекин на огнот. Дипломатските напори доаѓаат во период на зголемени тензии меѓу Техеран и Тел Авив, при што меѓународната заедница повикува на воздржаност и продолжување на диалогот со цел спречување на натамошна ескалација на односот. Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавуваат променливо облачно и нестабилно време со повремен локален дожд и појава на грмежи. На одделни места се очекуваат поинтензивни временски процеси со пороен дожд над 15 литри на квадратен метар, засилен ветер на 60 км на час, грмежи и услови за краткотрено невреме со појава на град. Во Скопје се предвидува слично време, променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината постои можност за краткотрено невреме проследено со пообилен пороен дожд и град. Од УКМР информираат дека и во петок ќе се задржи нестабилната временска состојба со повремени врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со услови за невреме. По овој период на нестабилност се очекува стабилизирање на времето и повеќе сончеви периоди. Во сабота ќе дува умерен до засилен северен ветер, пошто ќе следува период на постабилни и поосвежи временски услови.